Да, се враќаме повторно во студиото, нова тема, нов разговор околу градењето на еколошката свест. Чистата и здрава животна средина не е одговорност само на институциите, туку на секој поединец, на секој од нас, за тоа колку вложуваме самите ние како индивидуалци да нашата околина биде навистина поубава и колку сето тоа може да се преточи во една еколошка волонтерска акција. Тоа најубаво го знаат активистите и организаторите на една, да речам, од најголемите веќе и традиционални волонтерски еколошки акции, Генералка Викенд. Добар ден и велам на организаторката и творецот на оваа акција, Гордана Софија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам на покана. Велам дека чистата и здрава животна средина не е обврска на институциите, туку на секој поединец. Како се роди идејата за Генералка Викенд? Резултатите секако не можеме сега да ги кажеме, бидејќи официјално ќе треба да бидат представени, но она што знаеме е дека веќе прераснува во една вистинска традиција, што секоја година привлекува се поголем број на волонтери и активисти. Постои свест, но како таа свест да ја изградиме на едно одредено ниво кога нема да имаме веќе толку големи и обсежни акции за да се навистина да се побуди едно чувство на една општествена одговорност, на една одговорност дека се зависи од нас самите. Да, се зависи од нас самите и од секој еден што живее во оваа држава. Генералка Викенд се роди во 2021, всушност една година претходно, меѓутоа започна да се одржува во 2021 со намера и со цел, и таа цел останува до 2031 година Македонија да биде исчистена од отпад и со регулиран национален начин за собирање и рециклирање на отпадот. Веќе 6-та година, секоја година бројката на учесници се зголемува драстично, што значи... Колку волонтери почнаа, Гордана? Колку бевте? Почнаме со 1000 волонтери, 10 општини беа вклучени првата година, 1000 волонтери вкупно. Сега низ годините таа бројка премина во вкупно во сите години 100.000 волонтери. Годинава ги имаме ние резултатите, меѓутоа ќе имаме официјална објава за некој ден и меѓутоа се импресивни. Бројката на учесници е драстично зголемена, а отпадот, што е интересно, е само за малку повеќе, во однос на количината малку повеќе, што значи дека бројот на учесници се зголемува, а отпадот што е собран од јавни простори, да речеме, стагнира. Оваа акција е национална акција и иако ние ја организираме, јас и мојот партнер Ханес, кој што е австриец и веќе 7 години живее во оваа земја затоа што ја сака и ја сака културата, ја сака природата и сака да придонесе искрено и со најчисти намери. Меѓутоа, оваа акција е на сите нас, сите кои што живееме тука и затоа ги обединува и граѓаните, и индивидуалците, и институциите, и издруженијата, и буквално секој еден што е присутен тука. Така. Сепак, од она што спомена, повторно се соочуваме. Ова се убави иницијативи што вклучуваат голем број на граѓани и што покажува дека веќе имаме некоја, да кажам, изградена свест за тоа каква околина сакаме. Но во пракса секојдневно се соочуваме со сериозен проблем со отпадот. Дали повеќе во системот или во, да речам, во навиките на граѓаните? Во двете. Во двете, бидејќи се уште има, од нашето искуство ние соработуваме со сите општини, што значи директно комуницираме со комуналните предпријатија во секоја општина и секаде, барем во последниве години, е обезбедена инфраструктура за собирање на отпад. Така да граѓаните немаат изговор отпадот да го фрлат во првиот дол или во река. Сите учествуваат во тоа. Она што треба да се направи е да се направи регулиран национален систем за собирање и менаџирање со отпад, што ќе биде ист за сите општини. Добар е чекорот сега со воведување и изградба на регионалните депонии. Тоа, сакам и на гледачите да им
кажам дека тоа е едно од најдобрите решенија во моментов што може да ни се случи во однос на менаџирање отпад, бидејќи со изградбата на регионалните депонии, депонија означува регулиран санитарен систем на собирање и селекција на отпад, а не со критериуми кои што треба да се исполнат, со регулативи, со се за заштита на почва, на вода, на воздух, на се. За разлика од тоа како е сега ситуацијата, кога секоја општина е оставена сама на себе да се знаоѓа каде да го одложи отпадот и најчесто тоа се отворени еден вид ѓубришта, затоа што нема друг систем. Меѓутоа, ние како луѓе, комуналните предпријатија имаат обврска да го соберат отпадот од садовите. Меѓутоа, немаат обврска да го... Се што е околу. Тоа е наша обврска. Како што дома умееме да го одложиме отпадот во канта, наместо на тепих или на паркет, така исто треба и во јавниот простор да се однесуваме. И еве годинава и минатите години имаше многу учесници кои што реагираа кон сопствените родители, помладите или пак родителите кон помладите, дека отпадот треба правилно да се фрли во корпа, во канта за отпад, затоа што се што не е правилно регуларно фрлено, им го оставаме како тежина на сите следни генерации. И затоа треба да бидеме свесни, затоа што отпадот фрлен во река или на некое непрописно место не е решен проблем за тоа домаќинство или за тоа семејство. Тоа ќе се врати повторно, затоа што оди во почва, оди во вода и еден ден ќе дојде на нашата трпеза. Преку овошјето и зеленчукот, наједноставно пластичните кеси, па и потешко е нели да се исчистат, а тие веќе ќе се измешаат со земја, со гранки или слично, и после многу е потежок тој процес нели на разградување. Она што споменавте околу критиките практично да кажам, кога тоа е можеби и првичното што треба да се гради, дека треба и како општествено одговорни граѓани некогаш и да реагираме кога некој ќе фрли отпад, особено што оправдувањата што ги слушаме на луѓето кога се работи за јавни површини, па ние сме го одложиле отпадот во контејнерот, не интересира што се случува околу. И тоа е можеби едно од првични, можеби едноставни чекори што треба да се превземат, но многу важни за да почнеме да ја градиме таа некоја еколошка свест и култура. Да, отпадот не треба да стои надвор од канта. Ние патуваме низ цела држава, дури еве од нашето најблиско околина, гледаме дека многу пати граѓаните ги ставаат кесите надвор од канта, иако кантата е празна. Значи, тоа не е во ред. Не е во ред затоа што затоа служи тој сад, да се става тука. И тоа е таа одговорност. Очекуваме ли некогаш, Гордана, некој друг да ни го реши проблемот, некој друг да се вклучи во вакви акции, некој друг да преземе иницијатива? Во крајна линија и некој друг да е одговорен за проблемите што се наталожуваат, особено во оваа дејност? Мислам дека кај голем број граѓани очекуваат друг да го реши проблемот, што можеби тие го предизвикале, ама тоа не е начин. Како што кажав претходно, ние со тоа им наштетуваме на сите луѓе кои што живеат околу нас и на следните генерации. Има, еве, например, колку повеќе се зголемува бројот на вклучени луѓе во акцијата, откако ќе излезат на терен и ќе исчистат, се зголемува и револтот кон оние кои што неправилно постапуваат. Да не испадне дека сега ги критикувам само граѓаните, како што кажав, сите сме одговорни. Ова што се случува со отпадот е само еден симптом на една изгубена љубов кон државата и кон своето непосредно место каде што живееме. Кога луѓето ќе сватат дека тој јавен простор не припаѓа никому, освен на нив самите. Јавните простори се наши простори и ние треба да се грижиме кон нив како што се грижиме за нашиот дом. Тоа е пораката на генералка и затоа оваа акција прерасна во традиција, затоа што е позитивна, никогаш не оди со критика, затоа што ги зближува сите од училишта до невладени организации, до граѓански здруженија, спортски, фудбалски асоциации, планинари, пензионери, институции, локални, централни, значи секој што живее
во оваа држава има право да придонесе за поубав, поквалитетен живот, би рекла. Да. Кои локалитети, еве да кажам, кои локации се беа опфатени и можеби еве и да направиме една споредба од тоа од самите почетоци па до денес и практично како вид на отпад дополнително се собираше? Се собира секаков вид отпад, се селектира исто за време на акцијата, се селектира отпадот, особено пластика, хартија и стакло. Стаклото комуналните предпријатија, вработените го собираат. Регуларните учесници апелираме да не собираат стакло во случај да не се повредат. Меѓутоа се собира градежен шут, се чистат и легални ѓубришта од страна на општините со механизација. Се собира се. Во тој мешан отпад има и многу органски отпад кој што искрено ги прави многу проблеми. Еве би сакала да порачам сите што имаат можност, што имаат двор или градина или живеат во рурална средина, да не го фрлаат органскиот отпад во мешаниот отпад, затоа што органскиот отпад ако го компостираат ќе добијат природно и органско ѓубриво за секоја култура што ја засадиле. Што може практично да се искористи. Да се искористи, да. Од она кога говориме градење на таа една еколошка свест, почнува, ќе речам, од најраната возраст. Колку тоа некое, да го речам условно, еколошко образование од најраните години е важно за потоа, нели, да се кај секого од нас да остане да живее таа една еколошка потреба сите да имаме поубаво секојдневие. Да стане навика. Споменавте тоа дека има лоши навики тука, меѓутоа навиките се менуваат. Кога нешто се повторува по долго време, тогаш тоа станува навика и тие се менливи. Не значи дека ако имаме една навика нема да се промени. Така. Да, еве вклученоста на илјадници волонтери во акцијата покажува дека има огромна желба за квалитетен живот и дека навиките се менуваат. Воведуваме заедно со Министерството за образование и наука и УНИЦЕФ, веќе втора година поред се воведе екочас во многу училишта низ целата држава. Многу луѓе мислат дека акцијата се случува само во Скопје. Не, ние никога... Скопје е вклучено во сите 81 општини. В Скопје дури беше вклучено општините во Скопје втората и третата година. Првата година беше со општини надвор од Скопје. Така да имаме екочас кога наставниците беа вклучени, минатата година беа вклучени околу 39.000 ученици и 1.700 наставници, кои што ги според одреден курикулум, градиво, дадено од Министерството, од Бирото за образование и УНИЦЕФ, ги учеа децата што значи компостирање, што значи селекција на отпад, што значи кога пластиката се распаѓа во микропластика која оставиме во природа, какви последици тоа има, практични примери, има теоретски дел и потоа излегува исто и собира отпад. Се забележува ли промена во однесувањето на граѓаните, особено по вакви големи акции? Да, се забележува, тоа можам да го потврдам, веќе имаме од неколку општини кои што учествуваат подолг период, повеќе години, дека откако трае акцијата и излегуваат се повеќе луѓе, количината на отпад во јавниот простор се намалува драстично. Дури имаме општини кај што веќе и немаат фрлен отпад на јавно место. Тоа ми беше следното прашање, бидејќи се надоврзуваат едно на друго. Каква е сликата од кога ќе заврши ваква една голема акција или можеби да кажам еве од оваа временска дистанца гледајќи и наназад што е постигнато како позитивен фидбек од вакви големи еколошки активности? Секако чистиот простор, меѓутоа од повратните одговори од општините што ги добиваме е дека сите учесници уживале во заедничкото придонесување. Тоа е она што недостасува, една обединетост, е нешто што ќе го правиме заедно, без разлика на културна позадина, политичка позадина, географска позиција, без разлика на се, правиме нешто што ќе ни донесе добро на сите. И тоа е оној најмокниот момент на самата акција, што прерасна не само во најголема еколошка волонтерска акција кај нас, туку можам да кажам и на целиот Балкан.
и општествена, социјална акција, меѓутоа според информациите што ги имаме, според Гинисова книга на рекорди, Генералка Викен е најголемата еколошка волонтерска акција по глава на жител. Така, импресивно, интересно и верувам дека низ годините секако и бројката уште и ќе се зголемува. Меѓутоа од она што еве на терен директно го видовте, што е најсилно, она најсилно што ве охрабри, што е она, да речем, што најмногу ве разочара? Каде беше најалармантна состојбата? Не разочарува ништо, затоа што ова е процес што ќе трае, ќе продолжи уште во следните 4 години и сите сме вклучени во тоа и само заедно може нешто да постигнеме. Она што не радува е што се зголемува бројот на совесни луѓе кои што сватија дека животната средина, екологијата е приоритет број 1. Затоа што се зависи од тоа. Зависи туризмот, зависи нашето здравје, зависи нашата економија на крајот на криштата. Ако имаме валка на земја, едноставно за самите нас не е добро, а особено не е добро и за сите луѓе што ќе дојдат од страна да ја посетат нашата земја. Како да се создаде, да речеме, некоја трајна култура за грижа на животната средина? Споменавте дека нели во сите општини целата активност нели зазема голем широк опсег, затоа што сите општини се вклучени. Рековте дека практично и во некои нема веќе отпад затоа што се вклучиле голем број на граѓани, големи резултати покажува самата активност. Меѓутоа, може ли да се создаде некоја, еве, таа што ја велам, трајна култура за се зачува тоа што е исчистено, да биде постојано така, нели, и да секој да вложи помал дел од себе за да го направи тоа практично да нема повеќе еколошки проблем? Да, зависи од повеќе фактори. Луѓето сами треба да сватат дека јавниот простор е нивен простор. Ако веќе го чистат дворот или ако веќе живеат во зграда, не е воопшто тешко да се излезе да се исчисти дворот. Се почнува, како што рекла мајка Тереза, од сопствениот праг. Тоа е едно што луѓето може да го направат и правилно одложување отпад. А потоа треба да се имплементираат оние работи кои што ги имаме во закон. Соодветни санкции за несоодветно одложен отпад. Тоа е од страна на инспекторати, имаме ние тела кои што го прават тоа и од страна на општините. И воведување на централизиран систем за менаџирање со отпад преку регионалните депонии. Кога сето ова ќе се усогласи, тогаш ќе имаме еден, да речам, европски систем како што имаат во Австрија, во Германија. Таму ако измешате, ако ставите пластика во хартија, добивате автоматски се селектира отпадот, добивате автоматски казна од 300 евра. Без прашање, ви стига, ви ја повлекуваат сумата одма од кредитната картичка. И тоа е она што секако треба да се имплементира, не е ништо страшно, тоа е нормално. Експресно се создаваат навики тогаш во такви случаи. Веднаш се создаваат. Еве Safe City е доказ дека за еден месец може да се сменат навиките експресно, како што кажавте. Да. Дали еве казните се решени или е потребна поголема едукација? Се заедно. И едукација, и имплементирање санкции, и воведување соодветна инфраструктура. Она што ние го забележавме е дека се повеќе граѓани селектираат отпад, особено пластика, што е навистина супер. Тука се автоматите на Пакомак, каде што може да се најдат во секој маркет и може да се селектира отпадот. Има и други компании кои што работат со селекција, дури во јавните предпријатија, во сите општини скоро имаат еден вид рециклажни дворови, каде што граѓаните може бесплатно да однесат селектиран отпад, особено мебел. Значи, тоа е забележавме еден од најголемите проблеми со кои што општините се соочуваат, кога несоодветно на тротоари и на улици се одложува капаст отпад, иако имало претходно акции од страна на општините најавени за собирање на капаст отпад. Така. Дали има случаи кога ќе видите дека локацијата која што еве практично била исчистена во рамките на акцијата по некој ден повторно се натоложува со отпад? Да, секако имаше такви случаи и има, меѓутоа добро е што општините повторно ги чистат. И може ќе се наталожи и повторно ќе ги исчистат,
бидејќи сега општините не се сами, туку има и многу одговорни граѓани кои што реагираат на тие случувања. Еве пример имаше во една скопска општина, каде што семејствата одложувале непрописно отпад на локација покрај регионален пат и потоа комуналното предпријатие заедно со средношколците и учениците од основните училишта беше таму, во голем број имаше ученици, го собираат тој отпад. Значи, како што кажав, ако родителите несовесно, повозрастните го одложуваат тој отпад, нашите деца ги осудуваме да го собираат. И затоа мора да се однесуваме внимателно и со љубов кон јавниот простор. Во градење на заеднички систем ние постојано велиме, ма системска слабост, системска практично сме сите ние тие што го градиме системот. Колку волонтери сега во последнава акција беа вклучени и како може практично да се стане волонтер на Генералка Викенд? Извинете, но се уште не можам да ги споделам официјалните резултати, се додека... Не, само за бројка на колку беа вклучени во рамките на акцијата од волонтери. Како бројка што, нели? Вкупна бројка до сега, вкупно, во сите 6 години, се над 160.000 волонтери. Годинава е импозантна бројката на плюс вклучени волонтери, ќе го соопштиме тоа за некој ден, а секој може да се приклучи, не мора ниту да се регистрира некаде. Нема ни возрастна граница, така нешто, да. Не, бидејќи учествуваат од градинка до пензионери. Буквално сите возрасти. Не е ограничено, тоа е наш простор. Може, не треба ништо посебно. Кој покажува вака поголема свест на терен што гледате, помладиви или по возрастната популација? Па сите, искрено. Сите. Годинава, лани имавме околу 40.000 млади вклучени, што е исто импресивно. Меѓутоа, многу се активни исто пензионерите, мора да ги пофалам. Да, и секако да не изумам да ги споменам, кога споменував граѓани, институции од локална до централна, тука се и приватните компании кои што се повеќе и повеќе се свесни за ова и учествуваат и придонесуваат во создавање во одењето на нашата земја кон зелена транзиција. Така. Интересно е дека голем број на училишта прават акции за да ги мотивираат младите да се вклучат во такви некои активности кои што дополнително подоцна ќе ги надградат во една ваква акција. Ја споменавте една споредба со другите земји кои што нашле квалитетни решенија, ние како законска рамка и законска легислатива ја имаме. Да. Меѓутоа кога тоа од хартија треба да се преточи во пракса, е малку потешко. Можеби тука и некаде лежи коренот на тие проблеми што со години ние ги имаме и мора да се направат некои вака навистина големи акции за да се покаже дека крајно време немаме ни толку лагодност и време да си пружиме па да чекаме некој друг во некое друго подобро време во подобри услови да направи некој чекор повеќе. Споредбено со другите земји, каде ние се наоѓаме, каде да црпиме позитивни искуства? Не е нешто дека смислиле некоја голема, не знам какво чудо. Зборуваме за градење на еколошка свест во 21 век, кога тоа треба веќе да ни е практично нас секојдневие. Да. Па, споменавте дека зависи од имплементирањето на законите, затоа и сите институции се вклучени во акцијата, бидејќи се зависи едно од друго, како една сложувалка. Ако ви недостасува едно парче, не можете да ја склопите, нема да е комплетна и нема да доведе до решение. Клучниот збор е соработка. Соработка мора да постои и комуникација. И кога тоа постои, се е можно да се трансформира од нешто, ако не било добро, во нешто што е навистина квалитетно. Најблизок пример е Словенија. Најблизок пример, да. Ќе ја земеме како пример, да. Словенија е во моментов дури почиста земја од Австрија и некогаш припаѓала во иста држава со нас, така да воопшто не е проблем да се отиде во Словенија и да се применат одредени практики тука. Ги имаме на лист, ги имаме на хартија, зошто да не се примена? Тоа е добро за сите.
Така. Кои се плановите да се прошири самата активност, самата идеја на иницијативата Генералка Викенд? Би ги повикала сите да се вклучат, не мора да е кога трае акцијата, обично е секој втор викенд во мај, секоја година, како еден вид големо еколошко движење и со собирање отпад, меѓутоа секој еден од нас може буквално да се вклучи и секој ден. И секоја недела да зачисти околу мало, може заедно со соседи, со фамилија, имавме и такви случаи за време на Генералка Викенд и тоа беше целта. Самите, во Куманово, група соседи излегоа, се исчистија цела улица, од собирање отпад до селекција, до кастрање на зеленило, беше и може секој да го направи. Се издвојува некој град посебно или некоја општина посебно што навистина биле најактивни? Има многу, ама не би било фер да споменам, бидејќи соработуваме со сите и како што кажав, позитивноста е она што е нашиот принцип. И само сакав да споменам дека во однос на планови, ме прашавте, следуваат многу пошумувања. Ние веќе до сега во изминатите 3 години пошумивме 125.000 садници во неколку општини и на шумско земјиште и на општинско земјиште, во јавни простори како улици, паркови, градинки, училишта, во дворовите и продолжуваме со тоа се до 2031 година. До сега посадивме во 30 општини и продолжуваме сега во следните 50, така да оваа година во ноември некаде ќе имаме уште 10 пошумувања во 10 општини. Така. Каква е состојбата во руралните средини, каква е во градските средини? Имаше ли можеби тука некоја анализа што ви покажува некои параметри од самата акција, кои што ви покажаа каде имаше повеќе работа, каде можеби е поизразена тој еколошки проблем со отпадот? Различно е. Има рурални општини кои што се навистина чисти. Меѓутоа имаме и рурални општини каде што е неопходно итна реакција од локалната самоуправа. Има градови кои што навистина изгледаат како да сте во Швајцарија, во однос на чистина, не можете да најдете отпад воопшто, дури ни од пушоци. А има градови кои што се соочуваат и со сериозни проблеми во однос на несовесно одложување отпад од самите граѓани. И тоа, верувате дека да речеме, во 50 или 60, во град кај што живеат 50 или 60 или 70.000 луѓе, едно јавно комунално предпријатие со 20 вработени, пример, сега од прилика зборувам, хипотетички, не може да го доисчисти тој отпад кој што граѓаните го одложуваат несовесно. Така, се создава ли поголема овие активности, дали создаваат поголема една тежина, да кажам, во јавноста, кога навистина ќе се направи една акција, голема акција од овој формат низ целата земја? Да, секако. Секако тоа го гледаме и по вклученоста на луѓето, вклученоста на институциите, проактивноста на локалните самоуправи. Ние следиме се што се случува во општините во текот на целата година и сме во контакт со нив. Можам да забележам дека во последниве 2 години екологијата и чистотата на јавниот простор е приоритет број 1 во повеќето општини. Така, во Скопје конкретно имаше локации на кои што најмногу се задржавте? Па да, имаше неколку локации во рурални делови каде што се чистеше и 2-3 дена, особено илегални ѓубришта, несоодветно одложен отпад. Во градските делови се чистеа подолги, да речем, делови, така да немаше многу отпад, меѓутоа проблемот е секогаш во оние делови што се понастрана, кај што се таложи отпад со месеци. Така, тука ќе треба поголема... Тука ќе треба, да, и затоа општините излегуваат со механизација и повторно, и иако се наталожи и повикуваат да не го фрлаат таму луѓето отпадот, повторно се создаваат, меѓутоа е добро што општините повторно го чистат. Треба упорност. Треба упорност. Во се треба да има константност. Треба да продолжи тоа да трае.
Да, и да профункционира тука веќе казнената политика, нешто што рековме дека ќе се служиме, многу лесно се навикнуваме и ни станува секојдневна навика. Не велам сега, едукацијата е голем, важен дел, меѓутоа, кога веќе ќе се повторуваат вака некои работи, треба еднаш да се стави стопи, можеби и казните да профункционираат, за да можеме еднаш да кажеме дека од некаде сме почнале. Како и во секоја европска држава, да речем во Словенија, во Австрија, Германија, луѓето селектираат отпад, никој не одложува на јавен простор, меѓутоа санкциите се активни. За тие 10 до 20% што е, секогаш има 10 до 20% несоодветно се однесуваат, санкциите се активни. Иако има култура, имаат и предмет живот, средина и екологија, и тоа е да се надоврзам само што споменавте дека е многу битно да се воведе и во нашиот образовен систем посериозно. Едукација од најмала возраст, рековме вклучени се еве активно и училиштата, не можам да речам не, јас знам дека преку децава ги вклучуваат во рамки на училиште на неколку, барем во текот на годината еднаш до 2 пати да бидат сите вклучени во некоја еколошка акција во рамки на училиштето, но сепак не е тоа доволно додека не влезе нели како навика дека треба да се сака, да се почитува, да се негува самата природа. Секако на крајот од разговорот Гордан еден апел до сите граѓани за една ваква голема акција. Навистина е потребна сплотеност, навистина е потребен интерес од сите и желба како поединци да бидат нели дел од неа. Секој ден што ќе излезе да придонесе, да собере отпад од јавен простор, го прави тоа за самиот него, за најблиските и за сите нас. Јавниот простор е наш простор и треба да се грижиме кон него и да се однесуваме со љубов. Комуналните, како што кажав, предпријатија го собираат отпадот од садовите, меѓутоа ние не треба да го одложуваме каде што ќе стигнеме. Тоа е нашата, секој град, улиците, тротоарите се нашата дневна соба. Така, сега секако се летни одмори, поголем притисок и фреквенција ќе имаме на граѓани во туристичките центри и таму сигурно ќе биде потребна поголема активност од сите, но и апел до сите да се однесуваат посовесно во однос на животната средина, од неа зависиме сите ние. Сите ние. Так. Благодарам многу што бевте денеска со нас. Верувам во успешноста на овој, да го речам, проект, заеднички проект, што веќе со години го правите, и верувам дека истиот ќе продолжи во своевидна традиција да биде во уште поголем обем, но од друга страна и со уште поголема развиена еколошка свест кај сите граѓани. Исто ја се надевам.